Почитувани присутни, почитувана македонска јавност. Го разгледав извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2022 година. Впрочем, не случајно зборчето напредок од пред неколку години беше избришано од името на овој извештај, бидејќи во Република Македонија напредок не постои. Би сакала во оваа прилика да се обратам до Европската комисија, заради тоа што колку и да се обраќаме до одговорните, очигледно тие ниту тумачат, ниту разбираат она што сака комисијата да им го каже. Почитувани, во ваквите извештаи имате остри пораки, но за оние кои што сакаат да прочитаат. Ве молам, намалете со убавите и културни зборови, бидејќи очигледно оваа неспособна влада не знае да ги тумачи или не може да го разбере ваквиот вординг. Оценките 0, 1 и 2, тие ги прават одлични, а за Република Македонија се најпоразителни од било од кога. Наместо да ги погоди слабиот, односно никаков напредок, наместо да се фатат за работа, да формираат работни групи, која што секоја препорака ќе ја преточи во мерка со конкретен рок на реализација, па секоја мерка да се следи преку надзор за имплементација, тие се фалат, спијат под ладовина и се главни одговорни за криминалот во Република Македонија, кој што најчесто се случува поради спрегата на извршната и судската власт. Затоа препораките се повторуваат со години. Ве охрабрувам да бидете отсечни, па наместо од округло на ќоше, кажете им директно: дечки, тие или вие што глумите власт, не ве бива. Самите сте извор на корупција и криминал и со вас напредок едноставно не е возможен. Ќе бидам директна, може би и политички некоректна, но ќе ја образложам оваа моја констатација преку одредени примери. Например, наместо опомена на собранието дека именувањата треба да бидат не врз политичка основа, туку врз основа на заслуги, зашто повод е неможноста за избор на суди во Уставниот суд и други функционери кои ги бира собранието, требало изрично да се опомене обидот за уставен судија да биде избран Љубомир Јовески, кој што е скандалозен сам по себе на ист начин како што беше скандалозно и изборот на Кацарска за уставен судија, Татјана Васич Бозаџиева, сосема спротивно од Деловник, меѓутоа исто така беа избрани многу други луѓе по истиот овој начин. Или еве, спомнете дека оваа реченица се однесува и за луѓето од Судскиот совет, за претседателката на Судскиот совет. Бидејќи, еве, неколку денови гледаме како председателот на државата Стево Пендаровски, кој што всушност ја предложил оваа председателка, коментира како политички аналитичар, а не председател на државата, очигледно не ги разбира. Наместо да се заземе тој истиот за решавање на проблемите, кој што ги коментира и да даде свој личен пример, тој си ужива во погодностите. Тој си шета со обезбедување, се вози со пратња и флешери и се обидува да биде допадлив на партиите од власта, чекајќи нова кандидатура. Во тој контекст, најмалку што очекував беше тој лично, како личен пример, во однос на подобрување на довербата на судството и подобрување на довербата во институцијата председател на државата, да ја повика таа председателка на Судскиот совет, кој што е избрана на начинот на кој што опишува во својот извештај Европската комисија, да си даде оставка. Особено по одлуката на Уставниот суд дека се поништува членот согласно кој таа беше онака повластена да биде избрана, бидејќи беше партиска испостава и токму предложена од него. Понатаму, кога сме кај собранието,
како и воопшто во однос на демократските институции. Во извештајот повторени се опомените за повеќето од старите болки, меѓу кои и големиот број на закони во скратена постапка или злоупотребата на европското знаменце. Но бидејќи власта спие под ладовина и се ги брои деновите во комфорот до следните избори, продолжува да работи за личен интерес. Па продолжуваат да стигаат нови закони со европско знаменце, без никаква имплементација на европска регулатива, и затоа еве ќе набројам неколку на кои што имаме сериозни критики. Законот за игри на среќа, законот за вештачење, законот за Академијата на судија обвинители, за кој што ќе продолжам понатаму и за забелешката која што ја има Европската комисија. Тоа е една нова забелешка во овогодишниот извештај, кој што вели дека загрижува значително намалениот број на судии и јавни обвинители поради одливот во пензија и, внимавајте, ненавремениот избор на нови. Кој е виновен за ненавремениот избор на нови судии и јавни обвинители? Понатаму продолжува комисијата. Повторена е и опомената Академијата за суди и јавни обвинители да остане, внимавајте, единствениот влез за овие професии, како и да не се скусува нивната почетна обука. Ајде малце да се позанимаваме што значи тоа единствениот влез за овие професии и ајде да се позанимаваме малце со тоа да не се скусува нивната обука. Според мене или според моје тумачење овде се мисли сигурно на оние денешни кандидати кои што излегоа од Академијата на суди и јавни обвинители, кои што во брзо време ја завршија, некој дури и без положен правосуден испит, а се разбира се мисли и на пред некое време јавноста дозна за тоа дека влегувале таму кадри без положен испит за странски јазик, како и тоа што имаше еден нерасчистен скандал, особено упад во системот за влез во оваа академија. Понатаму, она кое што би сакала да се осврнам е криминалот, корупцијата и состојбата во затворите. Замислете, извештајот опоменува за драматичната состојба во која што се наоѓаат затворите. Опоменува за тортурата, дискриминацијата и никаквите услови во затворите. А власта ниту со прст да мрдне за дискриминацијата на женските затворенички во однос на користење на викенд, на користење на погодности за работа или усовршување во однос на машките затвореници. Колку месеци ќе чекаме, почитувани, промена на член во правилник кој што може да биде донесен за само еден ден. Нема да ги споменувам нерешчистените бегства како од холивудски филм, тунелот ископан за бегство за кој што никој не знае како се случил, дрогата, корупцијата поврзана со сите овие случаи и тортурата на поединци, врз поединци, кои што најчесто се политички затвореници. Вам, од власта, опомената од Европската комисија со еден збор, очигледно ништо не ви значи и затоа не очекувам ваквата состојба да биде подобрена во најкратко време. Почитувана Европска комисија, не е доволно само да ја констатирате суспензијата на шефицата на основното јавно обвинителство за горење на организиран криминал и корупција, без да навлегувате во објаснување или оценка на спорот помеѓу ова обвинителство и финансиската полиција. Тема што ја разбранува македонската јавност изминатата година. Треба да нагласите дека скандалозно е втор шеф или втора шефица на ова обвинителство да биде на тапет, без при тоа да бидат расчистени случаите. Првата шефица Катица Јанева веќе е во затвор за рекет 1 и 2, но парите, замислете, никој не ги најде. Случајот немаше никаква разврска. Сега оваа шефица, гледам, има предлог да биде разрешена, додека работеше под инструкции на власта беше добра, ама разврска за случајот со финансиската полиција не видовме, како и разврска за шпекулациите за оние по кои што сакала да работи, односно кој таа сакаше да стави во затвор, никогаш не дознавме. Доколку и понатаму бидете нежни вие од Европската комисија и внимателни со зборовите, ние и понатаму ќе тапкаме во место
Јас сум свесна дека се знаете, дека се следите, ама очигледно на овие од власта не им е јасно. Ви благодарам. Бојан Маричич.